На Македонија е потребно независно судство, реформи во јавната администрација, европеизација на институциите, силна борба против корупцијата и криминалот, нов кривичен законик. Најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава ја нотира посветеноста кон евроинтеграциите и усогласеноста со надворешната и безбедносна политика на Европската унија. Пофалби за реформската агенда која ги опфаќа заложбите за реформи во управата, менаџирањето со јавните финансии, зелената и дигитална транзиција, развојот на приватниот сектор, заштитата на основните права и владењето на правото. Сепак, меѓу најболните теми е состојбата во судството и високото ниво на корупција, зашто експертите велат дека мора да се преземат итни мерки. Ако владата сака да покаже искрена автентична намера да се бори против корупција, кривичен законик нов треба да се смени, да се донесе. Конечно мора да се придржува владата до законски пропишаниот процент на буџетски средства кои што ги одвојува за судството. И уште еден би бил аргумент, односно доказ, дека владата е посветена на борба против корупција и зајакнување на довербата во судството. Третиот момент е конечно да се избуткаат и препораките кои што ги даде оценската мисија на Европската унија за состојбите во судскиот совет. По прифаќањето на францускиот предлог од претходната власт, покрај сите обврски на патот кон ЕУ, стојат и уставните измени. Власта нема намера да направи ниту еден чекор без да има силни гаранции дека тоа ќе биде последното барање од Бугарија, па затоа настојува на уставни измени со одложено дејство. Ова според Трошановски е изводливо и не задира во методологијата на проширувањето. Предлогот што доаѓа од нашата влада е сосема разумен и е оперативно изводлив, без да се менува ништо во преговарачката рамка, нити во методологијата на проширување и така натаму. Меѓутоа, тој за жал бара согласност од бугарската страна, без оглед на тоа дали главните градови на Европска унија го поддржуваат или не овој модалитет на уставни измени. Се надеваме дека ќе се консолидира политички таа држава и дека ќе имаме со кого да разговараме. Во извештајот се посочува дека земјава треба да одржува добри односи со другите земји опфатени со процесот на проширување и дека активно се вклучила во спроведувањето на планот за раст на Западен Балкан, да се продолжи со ангажманот за регионалните иницијативи и да се почитуваат билатералните договори. Извештајот е за периодот од септември 2023 година до септември 2024 и опфаќа 3 влади: владата на Димитар Ковачевски, техничката влада предводена од Талат Џафери и новата на чело со Христијан Мицкоски, која беше избрана на 23 јуни годинава.